Денес е супер ден за мини вести. Секој ден со нас е супер, па ајде да почнеме. Јас сум Ангелина, а до мене е Стефан. Ова се содржините што ќе ги гледате денеска. Денеска во Мини Вести ќе да знаеме се за возовите, а и ќе одиме на железничка станица. И пред крај ќе ве запознаеме со малиот виртуоз на виолончело. Останете со нас. Гледајте Мини Вести. Како што девојчињата сакаат кукли, така ние сакаме возови. Пред да одиме на железничка, ќе да знаеме се за нив. Кога настанал возот и кој го измислил, гледаме во продолжение. Возот е омилената играчка на многу деца во светот, но играчката всушност е реплика на вистинските големи возови, кои стојат на железничките станици, се движат по шини и пренесуваат патници или товар од едно до друго место. Се започнало пред 200 години, кога чичко Ричард Тревитик од Британија го создал првиот воз. Од тогаш па до денес, по неговиот модел, биле создадени сите возови. Пред многу години возовите биле со отворени вагони, а возењето било споро, неудобно и многу бучно. Но со текот на времето, парните локомотиви станувале се посилни, а вагоните се поудобни. До крајот на 19 век, парните локомотиви влечеле експресни возови, кои достигнувале брзина до 150 км на час. Современите возови се движат со помош на електрична струја, која возовите ја добиваат преку шините. Тие денеска се удобни за патување и се многу брзи. Најбрзиот воз во светот се наоѓа во Кина. Тој се движи со брзина од 350 км на час, а неговото име е факсинг. Благодарение на вистинските возови, пред речиси 70 години во Германија биле создадени и првите играчки воз, едни од најзабавните и омилените играчки на децата во светот. Откога научивме нови работи за возовите, продолжуваме на терен. Бевме на посета во железничката станица на Скопје. Чичко Трајче ќе ни ги одговори сите прашања. Одговорите ги има Даријан, директно од локомотива. Јас сум Даријан и сум во воз. Чичко Ватко, што треба да правам за да возам воз? Значи, најпрво треба да завршите средно училиште, потоа се вработувате како почетник во железницава, па се оди на неколку курсеви. На тие курсеви се учат сите работи, управување, сигнализација, прописи. Потоа се полага пред комисија стручна, исто кој што се полага за возачки испит, и со тоа се добија сертификат за машиновозач. Која е работата на машиновозачот? Па работата на машиновозачот, значи безбедно и успешно да го вози возот до крајната дестинација, така да патниците се осеќаат удобно и безбедно во возењето. Зошто возот нема волан? Значи, возот нема волан, бидејќи овие се компјутеризирани со компјутери и имаат џуистици. Така да ниеден воз нема волан и се движи по шини, а самите возови имаат бандаши, така да нема потреба од волан. Како се добива дозвола за возење воз? Значи, како претходно што ви кажав, мора најпрво да се заврши средно железничко училиште, потоа со сите тие обуки, курсеви се полагаат и така се добива звањето машиновозач. Каде патува овој воз? Значи, овој воз патува за Битола, меѓутоа од железничка станица во Скопје има возови што пред малку тргнаа за Кочари, за Кичево, за Гевгелија и Табановци. Значи, имаме во повеќе правци. Ако знам да возам кола, дали може да возам воз? Не можете да возите воз, бидејќи возот е поспецифичен од возењето на автомобил и затоа што нема волан. И затоа не можете да возите воз.
Ангелина, дали знаеш што е виолончево? Тоа е инструмент што личи на виолина, ама е многу голем. Без разлика на големината, Џастин свири многу убаво. Тој доаѓа од Америка и е нашиот талент за денес. Џастин Љу во овие мини вести е нашето дете талент. Тој има 10 години, доаѓа од Америка и свири на виолончело. Џастин прв пат почнал да го свири овој инструмент кога имал само 3 години, а денес е мал виртуоз на виолончело. Тој беше гостин во шоуто на Елен Деџенерис, каде ја воодушеви публиката со својот настап. Џастин веќе свири концерти со големи оркестри пред многу публика, па затоа уживајте и вие во неговото музицирање во неколку минути. Дозволете да ви го представам специалистот за бебешка нега! Бухен 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бупхен. Молерс маслото од црн дроб на бакалар има најголема концентрација на природна омега-3 и додадени витамини D, A и E. Молерс придонесува за нормална функција на срцето, видот, нормална функција на мозокот, како и за нормална функција на имунолошкиот систем и одржување на здрави коски. Молерс, природно, норвешко, совршено. Наше друштво ќе биде воја, кој неуморно се грижи за животните, но и знае се за нив. Останете со нас. Вие гледате Мини вести. Јас сум Марко. Во музеј сум со Војо. Војо, кажи ми што е заштита на живот. Значи, Марче, тоа може да подразбира помош на некое маче од улица или може би куче кое што сте го прибрали и сте го нахраниле, ама може да значи како во мојот случај кога работите малце на поглобално ниво, односно за целиот свет да може да биде пред вас практично, односно да се вклучите во некаква организација во која што во светски рамки ќе може да помагате на други останати диви животни. Дали навистина спасуваше животни во Африка? Да, мојот детски сон беше токму тоа и за среќа ми се оствари минатата година. Случајно ми се случи да отидам токму на местото на кое што сонував да одам како дете и поминав повеќе од 1 месец живеејќи во шатор и гледајќи ја вистинската природа во Африка и имајќи ги пред себе сите оние диви животни кои што како дете ги гледав само на документарните емисии. И практично еден од моите големи детски соништа токму тогаш и се оствари. Бев вклучен во еден проект токму за заштита на носорозите, како едни од животните на кои што најмногу им треба во моментов човечка помош или поддршка некаква, бидејќи многу од луѓето знаат да ги убиваат токму заради нивниот рог, бидејќи ги користат како сувенири, како некои лекови во Азија и слично. Но нашата мисија беше тамо всушност да ги заштитиме ваквите животни и мислам дека може би ги заштитив носорозите, но многу поважно е што ја осетив приказната и сега мислам дека можам на нашево поднебје, бидејќи ретко кој може да се пофали со едно такво искуство, имам една многу подобра мисија, а тоа е да го презентирам нашето влијание, односно како ние од овде, од Македонија, можеме да им помогнеме на животните во светот кај нас, но и како секојдневно, користејќи одредени работи во секојдневието, како на пример автомобили без потреба, возење на сите страни, малку поголема еколошка свест и сега во следниот период, токму во овој простор, значи во Природонаучниот музеј во Скопје, ќе правиме едни едукации за деца кои што ќе бидат токму посветени на тоа, а тоа е развивање на детската еколошка свест. Има ли некое животно на кое што сакаш да му помогнеш? Да, и ќе се потрудам во следниот период. Сакам да направам една изложба на фотографии кои ги направив токму во Африка. Изложбата и така ја крстив, се вика јас не сум фотограф.
и има за цел на луѓето, на родителите да им стави едно прашање, тоа е ако не е фотограф, а прави изложба на фотографии, што сака да каже човеков. И токму тоа сакам да го направам, да предизвикам еден интерес кај публиката, кај луѓето, за да им ја раскажам приказната токму за Африка како еден мој детски сон, а децата кои што во моментов нели како нас сонуваат и се уште, ќе може да се ги развијат и уште повеќе соништата, бидејќи јас раскажувам за еден сон кој што за мене стана реалност. Се надевам дека ќе успеам да соберам доволно средства за да уплатам и помогнам на едно животно кое е мене омилено. Се работи за еден тип на жирафа, миниатурна или малечка жирафа, прилично стар вид, ама многу загрозен. Се вика Окапи и живее токму во Централна Африка, онаа која не ја видов со ова мое патување, и се надевам дека во следните години ќе имам баш прилика да помогнам во незината заштита, но и да можам да ја видам во природа, нели во Конго, каде и таа потекнува. Некој сака кучиња, некој сака мачиња, но и децата и возрастните ги сакаат животните. Сепак постојат многу работи кои не ги знаеме за нив. Се за кулата, бикот, рибките, дознаваме во следните неколку минути. Дали сте знаеле дека мускулите во крилата на птиците во споредба со мускулите на рацете на човекот се посилни 20 пати, а срцето на морските ракови се наоѓа во главата? Дали знаете дека јазикот на камелеонот е 2 пати подолг од неговото тело? И јајкулите никогаш не се болни, бидејќи се имуни на сите познати бактерии. Коњите спијат стоики, а можат да не спијат со месеци. Мечките пак се плашат од музика. Дали знаете дека лемурите паѓаат во летен, а не во зимски сон? Медузите пак се состојат од 95% вода. Малку познати факти се дека мачките со 3 бои се секогаш женски и биковите се далтонисти. А за крај, дали знаете дека златната рибка има моќ на памтење од само 3 секунди? Денеска во Мини вести. Како поминуваат деновите, така сонцето се повеќе се крие зад облаците. Што се навистина облачињата, ќе ви откриеме денес. Ќе ве носиме и на тренинг на джудо со нашата успешна другарка Марија. А за крај ќе дознаеме како се прави вкусниот чипс. Не го менувајте каналот. Ова се Мини вести. Облаците секој ден ги гледаме на небото. Тие може да бидат бели, но може и да бидат тмурни и сиви пред да почне да врне. Но што се облачињата и како настанале? Облаците всушност се голема количина на топол влажен воздух, кој кога ќе се подигне доволно високо, почнува да се лади. На ниска температура, топлиот воздух не може да ја задржи влагата и во облик на мали капки, односно дожд, паѓа на земјата. Доколку температурата е многу ниска, тогаш топлиот воздух или облакот паѓа во форма на парчиња лед, за нас познат како снег. Секој облак е различен и постојано го менува својот облик. Во долниот дел на облакот најчесто е водената пареа, а во горниот дел, каде температурата е ниска, се ледените кристали. Частичките од кои е составен облакот се толку лесни што тој може да лебди, а ние да го гледаме на небото. Облачињата некогаш не го кријат сонцето, но секогаш се забавни за гледање. Джудо е боречка вештина во која главна е умешноста, а не силата. Джудото потекнува од Јапонија. Во денешните Мини вести ќе ве запознаеме со нашата другарка Марија, која тренира джудо. Таа има многу медали и признанија, а тренира од својата 4-та година. Марија ни кажа се за незината љубов кон джудото, а ние ја посетивме на тренинг. Марија, колку време тренира джудо? Јас тренирам околу 4,5 години, се запишав на 4 години. Малце е интересно да тренираш женско джудо, бидејќи тоа е машки спорт. Се запишав на джудо, бидејќи го видовме на телевизија и со една моја другарка Георгина дојдовме да го видиме спортот и ни се допадни, се запишавме и двете. А после се запиша и мојот брат. И сега тренираме 3 пати неделно, понеделник, среда и сабота. И многу ми интересно, се дружам со другарчињата и нови другарчиња си запознала. Колку медали имаш? Јас имам околу 30 медали, но најдрагата медалја ми е прво место од Ниш и многу се гордеам бидејќи се освоив на 5 години.
опасно ли е девојче да тренира џудо? Не е опасно да тренира девојче џудо, бидејќи е исто и кода машко и се борам и со машки и со женски, а на надпревар се борам само со женски и тренерот не учи некои падови за да не се повредиме на борба или на пример некој кога ќе сака да не повреди, ние да му вратиме, да се одбраниме. Да учат да паѓаш и да не се повредуваш? Мене ми учат да паѓам и да не се повредувам, но најважно нешто е да не паднеме на глава. Не учат да правиме падови. Те боли ли кога ќе паднеш? Мене не ме боли кога паѓам, бидејќи се душеци и многу е меко и пак не можам да се повредам и силно или полека да се фрлиме, пак не можеме ништо да се скршиме или да се повредиме. Марија, дали се тепаш со машки у школа? Нас тренерот не учи да вежбаме само за тука или за одбрана, за да се одбраниме од некој, или пак тука за да се вежбаме за надпревари, за да освојуваме медали. И не е убаво да се тепаме на училиште за да не се повредиме. Нема дете што не сака да јаде чип. Јас многу сакам да јадам чипс. Како тој се прави, ќе да знаеме сега. Сите грицкаме чипс, едно од највкусните и најзаразните работи за грицкање. Можеби затоа пресечната личност јаде околу 2,7 килограми чипс годишно. Но дали знаете како се прават овие грицки? Мислите дека се сечкаат компири на тенки ленти, се пржат и се пакуваат? Па не баш. За да се направи чипс потребно е вода, компир во прав и пченкарен скроп кој се меша со посебни машини. Потоа оваа смеса со помош на притисок се прави во форма на долг чаршав од компир. Следно посебна машина ја сеча смесата во совршени кругчиња, онака како што го знаеме вистинскиот чипс. Исечените кругчиња завршуваат во печката каде со посебна машина го добиваат заоблемиот облик на парчињата чипс. Потребни се само 11 секунди за да се испржи чипсот во загреаното масло. Ова ги прави да се крцкави и превкусни. Тие патуваат кон сушарата, каде се цедат од вишокот масло. Парчињата чипс се потоа завршуваат во ленти кои со помош на машини се пакувани во кесичките за чипс. Кесичките пак завршуваат на полиците во супермаркетите, од каде ги купуваме и уживаме во заразниот вкус на чипсот, кој денес може да има многу облици, но и многу вкусови. Денеска во Медни вести ќе зборуваме за јавањето конји, а се за овој спорт ќе да знаеме од нашата другарка Меланија. И за крај ќе ви покажеме како се прават балоните. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини вести. Конјите се едни од најубавите животни. Тие се многу питоми и луѓето многу ги сака. Ангелина, дали некогаш си јавала коњи? Не сум јавала, ама во зоолошка си имам качена на пони. Јас во зоолошка на кончињата им давам сено. Се за овие животни дознаете во нашиот прилог. Конјите се многу паметни и друштвени животни. Влијанието на конјите низ човековата историја ги прави едни од најважните домашни животни. Тие низ историјата им служеле на луѓето во земјоделството, војните и спортот. Денес питомите конји се распространети на секаде низ светот. Јавањето конј е предизвик, возбудлива авантура и искуство за паметење. Дружењето со овие племенити животни, грациозни и убави, а истовремено силни и горди, е вистинско уживање. Јавањето конји го ангажира целото тело, бара одлична кондиција, знаење и трпение, за разлика од многу спортови. Доколку сакате да јавате конј, треба да знаете дека има посебна опрема која можете да ја најдете во конјичките клубови. Кацигата е многу важен дел. Мора да одговара на јавачот, не смее да му е голема или мала. Заштитниот елек за јавање е задолжителна опрема за децата до 16 години, но и возрастните е добро да го носат. Панталоните пак треба да се тесни и долги, направени од раслеглив материјал, а чевлите може да бидат било какви, но важно е да го заштитуваат зглобот на ногата. Кога ќе решите да јавате конј рекреативно или тоа да биде вашиот избор за спорт, мора да знаете да комуницирате со него и да ги разберете неговите знаци.
Јавањето конј има големи предности, како што се ослободување од стресот, подобрување на моториката и држењето на телото и е одличен спорт за правилен развој кај децата. Откако дознавме се за коњите, ќе се дружиме со Мелани. Јава коњи има многу медаљи. Нашето другарче Даријан беше кај Мелани. Тој дури се качи и на коњ. Меланија Атанасовска има необично, но многу атрактивно хоби. Таа е спортска јавачка на коњи, а со овој спорт се занимава веќе неколку години. Мелани има 12 години и секој слободен миг го користи да биде во друштво на незините коњи Сандра и Дон, за кој што ќе каже дека и се најдобри другари. Какво е чувството да јаваш конј и да се занимаваш со овој спорт, ни открива Мелани. Страшно ли е да јаваш коњ? Па не е толку страшно, чувството е многу интересно. Кога се качеш на конј, изгледаш како да го гледаш целиот град пред себе. Од каде љубовта кон коњите? Па уште како од мала сум приврзана со животни, татко ми и дедо ми се занимава со стечарство и уште како мала многу ги сакам животните и дедо ми еднаш кога ме донесе пробав, јавав и многу ми се допадна, тогаш јавам. Колку време тренираш? Тренирам вкупно 5 години, а во неделата доаѓам скоро секој ден. Мелани, колку награди имаш? Па медали не знам вкупно колку имам, ги имам многу дома, но последни награди ми се наградите од Нови Сад, каде се натпревара во категоријата деца, во висина 90 см до метро и освоив трето место. Како се вика твојот коњ и каде го чуваш? Поточно јас имам два коњи, Дон и Сандра. Сандра јава мојот брат Горијан, а Дон јас го јавам. Секако дома не може да се чуваат коњите, затоа јас ги чувам во коњичкиот клуб Анимос. Како што кажав, не може да се чуваат дома, има специјални места, штали се викаат, за да таму се чуваат коњите. Мелани, како твојот коњ е Розев? Па вака за маскембалот што го организира нашиот клуб, со природни бои го направивме мојот коњ Розев, бидејќи не постои Розев коњ и така. Јас сум Дајан, јавав коњ во Мини Вести. Жолти сини со хелиум или без, балоните се супер. Ги дуваме за родендени и украсуваме. Мама и тато ни купуваат балони кога шетаме во парк. И откриваме како настанале. Балоните денес ги имаме во различни форми, бои и облици, а масовно почнале да се произведуваат пред 80 години. Балоните денес се прават од латекс, а процесот на создавање е навистина интересен. Прво, латексот се меша со боја и овој процес трае 16 часа. Додека ова се случува, модлите кои создаваат формата на балоните се ставаат во смеса која го привлекува латексот, а потоа во самиот латекс во кој претходно беше додадено боја. Латексот се суши навистина брзо, па следно платформите се носат кај четките кои го создаваат крајот на балонот, од каде всушност го дуваме. Потоа балоните се носат во топла вода, каде стојат 16 минути. По овој процес тие се потопуваат во смеса од вода и пудрово прав, која ќе го улесни процесот на вадење од модлите со помош на воздух. Балоните се носат во специјална машина за перење, од каде следно се проверува. Гледајте на YouTube и ставете ни лайк на Facebook. И ако се е во ред, се пакуваат и се носат до продавниците, од каде ние ги купуваме.
поздравуваме од студиото на Мини Вести.